Проучувајќи го целото ова 11-то поглавие од посланието до евреите, за подсетување новава година, која што сега не е нова, старава година, кога беше нова, започна со проповета на брат Данило и веднаш после тоа, следната сабота, јас започнав со проучување на Евреите 11 глава и тоа се уште трае. Значи, веќе на крајот од 8-миот месец. Последен пат проучувавме за Исус Навин, се што е споменато за него и во врска со него, падот на Ерихон, блудницата Рава. Кажавме и нешто повеќе на таа тема. И сега ќе кажам нешто што не се споменува во Евреите 11 глава. Значи, во врска со Исус Навин, се кажува само тоа дека со вера паднаат зидовите ерихонски и со вера беше спасена блудницата Рава. И повеќе ништо не се кажува во врска со Исус Навин. Но, морам да го споменам најголемото чудо што Господ го направил во животот и службата на Исус Навин, од една едноставна причина што во врска со тоа чудо Елена Вајд напишала зборови кои што ја содржат, според мене, најважната лекција на верата. И затоа ќе го проучиме самото чудо. Ќе отвориме во книгата на Исус Навин. Во која глава од оваа книга се наоѓа астрономското чудо во времето на Исус Навин. Исус Навин, 10 глава, а ние од каде ќе почнеме да читаме? Нема да читаме од почетокот на главата, се разбира. Но главата, ако сакате ќе почнеме од почеток, иако ја немав таква намера, но ајде да почнеме од почеток, за да има поширок контекст, па да видиме во какви услови се случило ова чудо. Кога Ерусалимскиот цар Адони Седек, ова е пагански, ханански цар, кој што владеел на местото на Ерусалим, пред освојувањето на земјата од страна на израелските племиња. Кога Ерусалимскиот цар Адони Седек слушна дека Исус го презел Гај и го фрлил во проклетство и дека постапил со Гај и со царот негов така како што постапил со Ерихон и со царот негов, и дека гаваонците склучиле мир и со Израел и живееја помеѓу нив, ова не го читавме порано, сојузот со гаваонците, кој што беше една втора поред непромислена брзоплета грешка на Исус Навин, за која што не го консултираа Господа, како што пишува. Вториот стих. Значи, овој Ерусалимски цар многу се уплашил кога го слушнал сето ова, бидејќи Гаваон беше голем град, како еден од царските градови и поголем од Гај,
и сите жители негови беа храбри луѓе. Поради тоа, Ерусалимскиот цар Адониседек испрати пратеници кај Хевронскиот цар Хомам и кај Пирам, царот Јармутски, и кај Јафија, царот Лахишки, од Лахис, и кај Давир, царот Еглонски, да им кажат: дојдете кај мене и помогнете ми да го нападнеме Гаваон, затоа што случи мир со Исус и со синовите Израелови. Значи, овде станува збор за војна која што ја започнуваат паганските цареви, хананските цареви, против Гаваон, еден нивен сосед, само затоа што овој се сојузил со израелците. Петиот стих не вели: тие се собра и отидоа 5 аморејски цареви, и сега повторно ги кажува: Ерусалимскиот, Хевронскиот, Јармутскиот, Лахишкиот, Еглонскиот цар, и тие и целиот нивен народ, и го обседнаа Гаваон и почнаа да војуваат против него. Гаваонците испратија до Исус во логорот во Гилгал да кажат: не кревај раце од твоите слуги, со други зборови, не се откажувај од нас, дојди поскоро кај нас, избави не и помогни ни, зашто против нас се собрани сите аморејски цареви што живеат во планините. Исус тргна од Гилгал, тој и со него сите способни за војна и сите храбри мажи. И како и многу пати во Библијата, тогаш кога Израел бил верен на Господа, и овде читаме во 8 стих, тогаш Господ му рече на Исус, пред воопшто да се случи битката, однапред: не плаши се од нив, зашто јас, што? Во кое граматичко време? Во кое граматичко време? Во Константинов е сегашно? Минато. Во минато време. Пред да се случи битката, Господ кажува во минато време: зашто јас ги предадов во твои раце. Никој од нив нема да остане пред тебе. И ги нападна Исус ненадејно, откако целата ноќ беше одел, значи цела ноќ пешки од Гилгал. Потоа 10 стих вели: Господ ги доведе во забуна од израелците и тие им зададоа тежок удар во Гаваон. Значи, тежок удар на хананските војски, на сојузените 5 ханански цареви. Ги гонеа по патот кон Веторон или Бетхорон по еврејски и ги напаѓаа се до Азека и до Македа. Може да ги барате овие локации на географските карти што ги имате во Библијата или на интернет. 11 стих. Видите што сега се случува. А кога бега од израелците по падините на Веторонската планина, значи, паганските војски се вдадени во бегство. Ова повеќе не е војна, туку бегање. Додека бегаа така, Господ фрлаше врз нив од небото големи камења. Што се ова? Грате? Само грате ова? Како се вика ова поинаку? Метеори. Астероиди ќе беше премногу.
тога ќе уништеше многу поголема површина од планетата, но сигурно беа метеори. Метеорски дожд. До самиот град Азека и тие гинеа. И виде што понатаму се вели. Бројот на погинатите од камењата беше поголем отколку на оние што синовите Израелови ги убија со меч во борбата. Има еден стих во книгата за Јов, каде што Господ ги споменува овие метеори, што се движат во меѓупланетарниот простор, и ги нарекува негов арсенал, негово оружје кое што го спремам, го имам подготвено за деновите на војна. За вакви арсенали малку се подсетивме и минатата сабота, кога Дојчин зборуваше за 7 труби. Таму се прочита, ако се сеќавате, и може сега да го прочитате во Откровението, голема запалена планина падна од озгора, од небото, во морето, или некој преводи запалена гора. Зошто запалена? Бидејќи триејки се од земјината атмосфера, се што паѓа на земјата од озгора, се вжештува и гори. И само како запалена гора или планина, или, значи, со други зборови метеор или астероид, ако е нешто поголемо, само така горејки запалена паѓа на земјата или во морето. И сега се случува големото чудо во 12 стих. Тогаш Исус, овој превод вели, му рече на Господ пред израелците во оној ден во кој Господ Бог ги предаде аморејците во раците на Израел. Што му рече? Запри се сонце или застани сонце над Гаваон и ти месечино над долината Ајалон. И сонцето застана и месечината стоеше, додека Бог им се одмаздуваше на нивните непријатели, како што е тоа запишено во книгата на Праведниот, повторно Јашеровата книга. Сонцето застана на небото и не брзаше да зајде скоро цел ден. 14 стих вели: ни порано, ни подоцна немало таков ден, како оној во кој Господ така послушал човечки глас. Ова сакам посебно да го запаметиме. Господ вослушал и вослушувал многу молитви на своји избраници, на своји слуги. Но тука се вели дека е ова нешто единствено, кога Господ послушал човечки глас. Што има тука единствено? Во однос на било какви други примери на вослишени молитви во Библијата. Што е тука посебно? И понатаму завршува тука стихот: зашто Господ војуваше за Израел, потоа Исус и целиот Израел со него се вратија во логорот во Гилгал. Да не читаме понатаму, нас не интересира самото чудо.
Прво, зошто Исус Навин побарал вакво нешто? Која била практичната потреба? Зошто побарал вакво нешто? Значи, не сакал да останат преживеани непријатели во битката, само затоа што сонцето ќе зајде по природен пат, и самата ноќ ќе представува еден вид пауза и затишие за санирање на раните и во најдобар случај, ако ништо друго, за бегство, за понатамошно бегство, за куртулење од сиот овој колеж, кој што Господ го приредил на паганските цареви и нивните војски. Меѓутоа, се фокусирам уште еднаш на прашањето. Зошто 14 стих вели: ни порано, ни подоцна, немало таков ден, како оној во кој Господ така послушал човечки глас. Што ни кажува ова? Сега, на ум ми доаѓаат Христовите зборови. Христос им вели на апостолите: се што ќе побарате во моје име, што? Верувајте и ќе примите и ќе ви биде како понатаму. Веруваме во ова? Сте пробале вакво нешто? Сигурно сте пробале. Така? Сте пробале да барате нешто во Христово име? Нешто што е некоја ваша насушна потреба? Или за вашите ближни, за вашите семејства? Колку пати сме се молеле тука? И за исцелување на наши болни, и за еден куп други потреби, како што и продолжуваме да се молиме. Колку пати ни биле вослишени тие молитви? Многу или малку? Зошто Исус наведом кажува толку лесна формула? Се што ќе побарате во моје име, верувајте во Бога. Се што ќе побарате во моје име, верувајте. Дури во една варијанта вели: верувајте дека сте го примиле однапред и во минато време. И ќе ви биде. Ќе ви биде во иднина, а верувајте дека веќе тоа што го барате, веќе сте го примиле во минато време. Иако се уште не го гледате, се уште како реалност. Гледаме дека во оваа битка, како и на други места во Библијата, во Стариот Завет, имаме исто. Господ однапред вели дека го предал непријателот во рацете на својот народ, иако битката се уште не се случила во иднина. Исходот е се уште иднина, самата битка е се уште иднина, но Господ вели дека е тоа веќе завршена работа, однапред и во минато време. Што сега требало да прави Исус Навин и израелците? Кога Господ однапред рекол: ги предадов минато време во твои раце, уште пред да почне битката. Што требало да се случи? Сега требало да седнат израелците да гледаат сеир, како Господ ќе ги утепа непријателите со метеори од озгора. Која била улогата или уделот на самиот народ? Значи, нашиот удел во превод. Да влезат во битката. Значи, нема гледање сеир, не постојат сеирџии во големата борба. Сите учествуваме во големата борба. Сите сме учесници или на едната, или на другата страна. Или на страната на верата, или на страната на неверата.
Но, како влегуваш во битката, кога победата е однапред прогласена од Божија уста? Како влегуваш во битката? Ако веруваш. Влегуваш како триумфален победник. Значи, влегуваш театрално, може да се рече. Екзибиција. Како да си ти велемајсторот, а треба да се соочиш со почетник. Зошто? Само затоа што веруваш на Божиото Слово. Дека Господ однапред ти е загарантирал победата. Се што треба да правиш е да веруваш, ама живата вера подразбира да влезеш сега во битката, значи да го направиш твојот дел. Ако веруваш, ќе го направиш, ако не го направиш, ако ми фуфка, значи не верувам. Значи, каде е клучот? Дали го гледаме цело време клучот и на тие Христови зборови? Се што ќе побарате од Отецот во мое име. Верувајте дека сте го примиле и ќе ви биде. Каде е клучот? И зашто во реалноста не се случуваат, тогаш кога не се случуваат? Клучот е верата. Значи, ако не се случува, нема вера или нешто не е во ред со мојата вера. Точно. Затоа ги проучуваме лекциите на верата. Четирнаесеттиот стих вели: никогаш немало таков ден како оној во кој Господ послушал човечки глас. Како го разбирате ова? Што има тука посебно во однос на многу други чуда, во однос на многу чуда споредени во Библијата? Или кога јас и Дехран баравме пред 33 години, Господ да ни даде вода од исушен, пресушен бунар. И тој тоа го направи. И сега, што е, само да ги земе библиските чуда, другите библиски чуда, што се случували како резултат на вослишени молитви. Еве, например, Ана се молеше и Елкана се молеа за син. Родителите на Самсон се молеа за син. Така. Еден куп други примери, каде што луѓе се молат, верни Божји луѓе се молат на Господа за нешто, и Господ тоа го вослишува. Имаме многу примери, само во Библијата, за такво нешто. Зошто овој случај се кажува како нешто посебно, специјално, со зборовите дека Господ така послушал човечки глас. Што има тука специјално? Што е тука специјално? Размислувајте за ова. Библијата не охрабрува, особено Исус со неговите фрапантни повици во Новиот Завет, на Господа да му се молиме не само за работи што сами по себе се подразбираат. Пример, немаш деца, сакаш да имаш, се молиш за дете. Немаш работа, сакаш да имаш, се молиш за работа. Немаш што? Не само за работи кои што се во согласност со Божјата волја, тоа веќе се подразбира, не може поинаку, не може да бараш нешто што е спротивно на Божјата волја, кога е таа веќе откриена. Меѓутоа, како во овој случај, Господ не охрабрува да се молиме и за нешто што навидум изгледа луксус.
например, да ја споменам сестра Рајна. Сестра Рајна се молеше да ја проработи повторно часовникот. Така. А зошто и Господ ја вослуши таа молитва и проработи расипаниот часовник? Но сега, баш ми е мило што споменувам современи примери. Значи, живееме во време кога истиот Господ постои. Со истата негова бесконечна сила. Библијата зборува за давнешни, многу давнешни настани, но тоа не е некоја митологија. Истиот Господ постои и денес, и истиот Господ и денес прави чуда. А зошто, например, Рајна не си помисли вака, се расипа саатот, па добро сега, саат, ке си купам нов, што се? Зарем имаше толку голема потреба да се молиш, па или ке го носам на часовничар, или дали воопшто си пробала да го носиш на часовничар. И не можеш, гледаш? Тука има нешто поврзано со денешната лекција на верата. Често пати ние немаме храброст да молиме за нешто што ни изгледа преголем луксус. Зошто Исус Навин побарал вакво нешто? Прво да кажам, зашто, например, не рекол вака? Па добро сега, ако преживеат и ако куртулат непријателите затоа што се стемнило, па има друг ден, истиот Господ е на наша страна, ќе ги дотепаме друг пат. И така се сега десеткувани, и така се сега ранети, и така натаму. Не, тој сакал тој ден да заврши целата работа, целата битка. Дали тоа изгледа како луксус? Зошто тоа го сакал? Пред да прочитаме одговор на ова прашање од духот на пророштвото, би сакал да споменам една занимливост. Знаете, живееме веќе 10 години, да се чуди човек, во време кога природната интелигенција на луѓето е толку ниско опадната. Отприлика тоа мене ми личи како кога престанаа да се читаат книги, а почна луѓето да зјапаат во екрани, сите ние, со се мене, од тоа време некако почнува паѓање на човечката интелигенција. Додека се развива вештачката, опаѓа природната и замислите, непријателот успеа во минативе 10 години да убеди илјадници христијани, и не само христијани, но пред се христијани, бидејќи тие беа целта на овој проект, да ги убеди во глупоста наречена рамна земја. Некој да ми кажеше 90-тите години дека ќе дојде време, значи некој 95-та година да ми кажеше дека после 20 години ќе дојде време кога илјадници луѓе одеднаш ќе почнат да веруваат во рамна земја, и тоа да го пропагираат, јас ке речев, тоа не е можно. Во вакво време, такво нешто не е можно. Но ете, се е можно. Не само ако пиеш Скопско, туку и ако живееш во Скопје. Било каде во светот, денес е веќе све можно и ништо не треба да не чуди. Рамноземјашите го користат и овој текст од Библијата, како нивен под наводници доказ дека земјата е рамна, затоа што Библијата употребува ваков речник: и застана сонцето над Гаваон и месечината над Ајалонската долина.
Во врска со рамната земја, нешто повеќе ќе кажам следната сабота. Но сега да ви поставам едно прашање, што мислите како се случило ова стоење на сонцето? Како се случило ова? Или како се враќало во времето на царот Езекија? За колку сата се врати денот тогаш? Тоа големо астрономско чудо. Неколку века подоцна. Значи, од попладне, денот се врати предпладне, сабајле. Истиот ден. И тоа само за да на царот Езек, на јудејскиот цар, тоа да му биде знак, видите каков луксус, дека кога Господ му ветува нови 15 години живот, он бара знак за да се увери дека е тоа стварно така. Како изгледа мене ми изличи на дрскост. Истиот пророк кој што ти рече дека ќе умреш, се враќа после твојата молитва, Господ го предомислува, го враќа, ти вели, ти давам нови 15 години и ти бараш знак. А истиот пророк се врати, да. Што се, не му веруваш на пророкот? Не му веруваш на Господ? Мислиш дека Господ се пошегувал? Ти се уште се плашиш од смртта, Господ ми вети нови 15 години, ја сега не сум сигурен. Замислете. Далечната 99-та година, кога бе во Колешино, еднаш, беше летото таа година, еден брато таму, Ване Златанов, ми поклони една книга, која што носи наслов Светови во судир или во конфликт. Книгата е дело на еден руски евреин од 19. век по име Имануел Великовски. Се занимава со астрономија и со еден куп, тврди многу неверојатни работи оваа книга, еден куп астрономски чуда што се случиле низ историјата на земјава, подкрепени со антички извори. Не само библиски, и библиски и вонбиблиски податоци. Да не должам повеќе, има многу занимливости во врска со оваа книга. Тука првпат прочитав дека според Великовски ефектот сонцето да стои, и тоа според него цели 18 часа. Тоа пак го предизвикало така нареченото селење на морските народи и во тоа време филистејците кои што дотогаш живееле на островот Крит и на другите егејски острови, кои што биле хананци, наречени пелазги во историјата, тоа не се ниту грци, тоа не се индоевропјани. Тоа биле првите жители на егејските острови и тие биле хананци, хамити по потекло. Хананци, бидејќи подоцна го населуваат Ханан, биле хамити по потекло. Тогаш тие се преселуваат на исток, значи филистејците во тоа време доаѓаат во Палестина. Со други зборови, многу западни народи го бркале денот, бидејќи кај нив сонцето не изгревало долго време, тогаш кога требало да изгрее, не изгревало, затоа што во Израел сонцето стоело. И вели цитатот од Јашеровата книга, сонцето застана на небото и не брзаше да зајде скоро цел ден. Замислите. Великовски вели дека овој ефект се случил и може да се случи, значи, не затоа што застанала
земјата да се врти околу својата оска, такво нешто да се случи, малку да почне да прикочува, ќе настанат катастрофални уништување на целата планета. Туку само Господ направил само една работа, ја променил оската, аголот на земјата, ја променил оската и само со менување на таа положба на планетата може да се постигне овој ефект. И враќање на Сонцето, а полесно и стоење на Сонцето за многу часови. Веројатно за толку многу часови постепено се менувала оската на ротација на планетата Земја. Толку за самата занимливост. А сега да завршам со цитатот од Елена Вајд. Во Патриарси и пророци, 535-та страница, ги читаме следниве зборови. Пред да се стемни, значи, денот бил при крај, требало да се стемни. Пред да се стемни, се исполнило Божјото ветување дадено на Исуса Навина. Кој е било Божјото ветување? Што читавме на почетокот? Што му предаде Господ однапред во минато време кажано, уште пред да почне битката? Да го прочитаме уште еднаш стихот. Да се сетиме, видите колку треба внимателно да читаме Библијата. Да се вратиме на 8-миот стих од 10-та глава. Што прочитавме? Овде вели: тогаш Господ му рече на Исус: не плаши се од нив, зашто јас ги предадов во твои раце. И дали тука заврши стихот? Дали тука заврши стихот? Што вели понатаму? Никој од нив нема да остане пред тебе. Што му вети Господ на Исус Навин? Дека сите негови непријатели до човек, сите до еден ќе бидат истребени, ќе бидат утепани тој ден. Сега гледаме каде нашол Исус охрабрување за да го побора тоа што го поборал. Елена Вајд продолжува и вели: сета непријателска војска била предадена во негови раце. Тоа е во Божјото ветување. Однапред кажано. Настаните што се одиграле тој ден, за секогаш требало да останат во сеќавање на израелците. И сега самата Елена Вајд ги цитира зборовите. Таков ден немало ни пред ни потоа, Господ така да послуша човечки глас, зашто Господ војуваше за Израел. Сонцето и месечината застанаа на своето место пред болскотот на твоите вперени стрели, ова е цитат од Авакум 3 глава, 11 до 13 стих, пред светкањето на твоите сјајни копја, во гнев одиш по земјата и во негодување ги газиш народите. Ти излегуваш за спасение на твојот народ. Следниот пасус, Елена Вајд пишува: Божиот дух ја инспирирал молитвата на Исус Навин, за да се даде уште еден силен и непобитен доказ за силата и моќта на Израеловиот Бог. Затоа, ова барање од страна на големиот водач не било дрско пречекорување на дозволеното. Значи, не било луксус. На Исуса Навина му било ветено дека Бог ќе ги совлада неговите непријатели. Но сепак, тој се трудел толку сесрдно, забележите ова реченица. На Исуса му било ветено дека Бог ќе ги совлада неговите непријатели. Така? И ја
порано реков, дали сега тоа значи дека требало да седи на страна и да гледа сеир. Не. Но сепак, и покрај ветувањето, тој, Исус Навин, се трудел толку сесрдно, како успехот потполно да зависел само од израелската војска. И разбирате реченицата. Значи, најважната според мене лекција на верата. Пред да бараме Божија интервенција и Божија помош, треба да сториме се што е во нашата човечка моќ. Да ја исцрпиме сета можност што ние имаме на располагање, за да се оствари тоа нешто. Ние треба да живееме и да работиме во согласност со самите молитви, со кои што го молиме Господа да направи нешто. Понатаму вели, значи Исус така сесрдно се трудел, како успехот потполно да зависел само од израелската војска. Сторил се што може да стори човечката сила, еве го повторно тоа, сторил се што може да стори човечката сила, а потоа со вера пекал пред Бога за помош. Следната нејзина реченица започнува со зборовите тајната на успехот. Која е тајната на успехот? Тајната на успехот лежи во поврзувањето на Божјата сила со што? Со човечките напори. И гледате сега каде се наоѓаат делата? Тука. За разлика од протестантите кои што велат не се потребни дела. Во смисло не се потребни да постојат воопшто. Како верата да нема дела. Како да е верата секојаш нешто мртво. Тајната на успехот лежи во поврзувањето на Божјата сила со човечките напори. Дали разбираме што нам ни фали и зашто ние немаме успех? Исус рече, синовите на овој свет се помудри од синовите на светлината. Зошто? Неверниците прават, кога сакаат да постигнат нешто, неверниците како се трудат? Бидејќи тие веруваат дека се, за да се постигне нешто, се зависи само од нив, од нивниот труд, од нивниот напор. Неверникот навистина вложува секакви напори за да постигне некоја сакана цел. И многу повеќе се труди, ако целта што треба да се постигне е потешка задача за постигнување. Но што му фали на неверникот? Бидејќи не може све да се постигне со човечки труд. На неверникот му фали вера. Тој се труди само затоа што не верува во некаква друга сила и тоа единствено што му преостанува е да се труди со своите напори да постигне било каква сакана цел, ако е тоа можно. Што му фали на верникот? На верникот му фали ова. Ние често пати сме, мнозина од нас и буквално, а често пати сме во духовен смисол мрзливи. Затоа што искрено веруваме во Бога и се надеваме на Него и Неговите ветувања, ние често пати не си ја вршиме нашата работа. И не ја вршиме со доволно напор и труд, како што би требало. Тајната на успехот е во поврзувањето на Божјата сила со човечките напори. Најголем успех постигнуваат оние кои без притеснување се подпираат врз мишката
на semožniот. Значи, ова е верата. Но што подразбира верата? И што предходи на нивната молитва кажена со вера? Да се вложат сите човечки напори за тоа нешто, како целта да зависи само од човечката сила. Дали го правиме тоа? Еве, тука лежи и тајната на успехот на Рајна. Рајна проба да го поправи часовникот, така? Многу поширока, да. В секој случај, лекцијата е таа. Истиот оној човек кој наредил запри се сонце над Гаваон и ти месечино над долината Елонска, со часови се молил пред Бога со наведнато лице до земја во логорот кај Галгал. Луѓето од молитва се луѓе од духовна сила. Тука би престанал со цитатот на Елена Вајд. Јас сакав само да го запаметиме ова. Што представува тајната на успехот? Запаметивте? Тајната на успехот. Ова е формула што треба да се ја запишеме како дефиниција. Тајната на успехот лежи во поврзување на Божјата сила со човечките напори, со нашиот напор. Кога нешто работиме, треба да го работиме така сесрдно, како да успехот зависи само од човечка сила. Така сесрдно, така прилежно, така вредно, како што тоа би го правил неверник, кој што и нема друга сила за верување, освен неговата и човечката воопшто. Но, истовремено да го имаме тоа што му фали на неверникот. Значи, така сесрдно да се трудам, како да успехот зависи само од човечката сила, и потоа да го барам Бога во молитва и да се молам така, како да успехот зависи само од Божјата сила. Ова е вистинската вера. Ова е тоа што Господ сака да го види, за да прави чуда. Се трудам, и јас се трудам, како да успехот зависи само од човечката сила, така се трудам, а потоа верувам во Божјето Слово и се молам, како да успехот зависи само од Божјата сила. Тоа е тајната на успехот. Епа, браќа и сестри, ако имаме вера во ова, да се потрудиме тоа да го примениме од сега натаму во нашиот живот. Нека му е фала и слава вечно. Амин.